Прво сакам да констатирам дека СДСМ очигледно од вчера наваму нема никаков проблем со избирачкиот список. Тие прифатија дека избирачкиот список и методологијата за прочистување на избирачкиот список која што е предложена од Државната изборна комисија, а која што претходно ја прифатија другите три партии, за нив е прифатлива. И практично ние веќе од двете останати прашања, едното веќе, да речем, суштински е затворено. Тоа е избирачкиот список. Ако СДСМ е на истата линија како што се другите три партии, односно ако СДСМ ја прифаќа методологијата на Државната изборна комисија, како што и ние ја прифативме, и другите три партии, тогаш тоа прашање е затворено. Околу медиумите, морам да потенцирам, дека на маса има повеќе предлози. Има предлози кои што доаѓаат од двете асоциации на новинари, од едната поодамна, од другата подоцна. Има предлог од Асоциацијата на медиуми, електронски медиуми, во која што членуваат сите национални медиуми. Има предлози на маса кои што ВМРО ДПМН ги доставило и има размислувања кои што доаѓаат од СДСМ. Се што оди во насока на исполнување на европски стандарди и се што го има во европското законодавство реално, за нас е предмет на разговор и е можно да се постигне решение. Само малце, поред. Еве, Тања, Милчо, па ви. Мислите дека во вторник за поради изменарida доштиване изборна каута може да се постигне до Ние во целиот процес од неколку месеци дадовме десетици и десетици различни предлози како да се подобри медиумското опкружување, некој превод од англиската терминологија, како да се подобри медиумското опкружување. Потсетам дека дадовме предлог новинарите да бидат заштитени во случај да се под закана. Дадовме предлог да се почитуваат највисоките стандарди на Советот на Европа, на Европската радиодифузна. Само момент. Сакам да кажам дека остануваме конструктивни во процесот. Дали ќе има финален договор или не, зависи од четири страни, не зависи само од нас. Ние остануваме конструктивни во процесот. Добро е тоа што суштински едната тема е затворена. Сите ја прифаќаме методологијата на ДИК. Не ви е затворено. Условно е дадена. Ама тоа значи дека условното, видете вака сега да расчистим. Ако за некого такви сериозни теми се предмет на тргување на зелен пазар, тогаш можете да судите со каква сериозност и досега пристапували и кон едната тема и кон другата тема. Значи, извинете, 3 години ја малтретираат оваа држава со тврдење дека избирачкиот список е причина и начин како се фалсификуваат избори, начин како се злоупотребува власт, и денеска велат избирачкиот список е супер, само вие дајте ни можност да ги контролираме медиумите. Не ви личи тоа на зелен пазар? Не ви личи тоа на зелен пазар? СДСМ потврди дека тие немаат проблем со методологијата на Државната изборна комисија за прочистување на избирачкиот список, која што претходно беше прифатена од трите други политички партии. И тоа е исчекор и јас го поздравувам. Само малце, дај некаков ред да, ве молам, Милчо, вие, па вие. Некаков ред за да се испочитува. Ќе одговорам на сите прашања, нема да избегам од прес. Чакам на денешната анкетна комисија околу фалсификувањето документи. Иако е точката усвојувањето на деловник за работа и начинот на работа, но предпоставка е моја дека би се изведувало на принцип на повикување сведоци. Има ли кај вас размислувања кои би биле повикани евентуално? Намерата ми е денеска да ги утврдиме тие работи, да ги задолжиме тоа што е за да се задолжат службите на собранието и тоа што е да добијат обврска членовите на анкетната комисија до понеделник, кога ќе има повторна седница на анкетната комисија, да ги достават своите предлози. Хауте е добро да отиде во Брисел и да објасни зошто за него е неприфатлив ставот на ВМРО ДПМН во Македонија да копираме, буквално да копираме и да изгласаме било кој закон за медиуми кој што постои во Европската унија. Би било добро господинот Ван Хауте да отиде во Брисел и да им објасни зошто е он против таквата работа. Експерименти, мислам дека не е добро да прифаќаме, заради тоа што македонското општество реално во споредба со другите
европски општества е ранливо, се уште излегува од транзицијата и секаков експеримент може да не одведе во погрешна насока. Затоа ние велиме, прифаќаме европски модел, но прифаќаме целосен европски модел. Од која држава ќе биде, не е воопшто дилема за нас. Ние кажавме, господинот Ван Хојте нека одбере која е европска држава. СДСМ нека одбере која е европска држава. Ќе го превземеме законодавството и ќе го имплементираме во Република Македонија. Добро е, господинот Ван Хојте да објасни во Европската комисија зошто он е против ваквиот предлог. Кој предлог од ВМРО? Например, оној за рекламите, да, за владените реклами е изработен врз база на австријски закон. Кога се најбедуват, ви се почнали за анкетата, но вака е точно најбедуват. Зошто мора ние да преземеме пример од европските држави, тоа значи дека ние не сме способни сами да си мислиме нешто убаво што е добро за нашите граѓани, а конкретно ми е прашањето што ме билите нели и ќе се изјава на израза кој е остар, нели е група тоа уште да мислиме дека државите, јавните државни институции, како што е и Македонска телевизија, да има представници на политичките партии, да нема високи професионалци луѓе. Зашто уште да се предлага со тој концепт каде што ќе се Добро, разбирам. Океј. Нашето размислување, вака се. Нашето размислување, сега ќе ви одговорам. Извинете, ве разбирам. Нашето размислување одеше во насока да понудиме, да направиме чекор кон предлозите што ги давала СДСМ во меѓувреме, предходно, а се сеќавате што СДСМ предлагаше. Ова е некој пола чекор, за да бидеме конструктивни, да ги убедиме дека треба да имаат доверба и во институциите, и во нашата постапка, и да понудиме некое помало решение од она што они го барале, за да веруваат, но и за да го прифатат. Тоа е целта, ништо повеќе. Инаку јас се согласувам со тезите кои што ги кажавте во вашето прашање и цело време го имав тој однос во разговорите. Кратко само за анкетата, кога веќе сме за правата на екзистија да се дознае, дали би било прифатливо тогаш, ево и Груевски заедно да седат пред анкетната комисија и јавно да... Груевски го даде својот исказ пред анкетната комисија, беше таму повеќе од 7 часа, имаше можност пратениците од опозицијата да му постават многу прашања. Јавно секој ден е присутен Груевски, има секој ден изјави, денеска ќе има изјава, ако не е веќе во тек изјавата, можете да отидете вие како новинари да му поставите било кое прашање. Тоа никогаш не било проблем и никогаш нема да биде проблем. Повелете, господин Насер, тука некаде и да привршуваме, зашто во 2 сати имам комисија. Може да, извинете да го слушам, Насер не успеам да го слушам. Верите да се блокира било кој модел од Европска унија. Знаете дека Македонија не се споредува на светските ранг листи со европски земји, туку со афрички земји. Со мали е во друштво. Насер, твоите политички позиции мене не ме интересираат. Ако имаш некое конкретно прашање, повели прашање. Не, ти си политичар, не си новинар. Се факти, Македонија на ранг листа на Репортери без граници е заедно со Мали на 100. Баш ме интересира кои се членовите на ЗНМ кои што доставуваат такви извештаи до Репортери без граници. Јас сум доставил, веројатно. Супер, да си жив и здрав. И вие се доставале во вашите аргументи не ги... Повели прашањето, Насер. Повели прашањето. Зошто зборувате за предлогот на Павловите како да паднал од него? Па тој предлог е наш предлог. Предлог на новинарите, меѓу па и на, како се вика, и на Асоциацијата на националните телевизии. Па тие барат да не го домашната полиција. Зошто ги го изврдувате? Добро. Како? Тоа е прашањето. И ова навистина ја ги манипулирате колегите за тоа што австрискиот концепт јас го изучувам. Тоа е концепт на субвенционирање и основ... Добро. Јас го имам законот, ако сакате ќе ви го дадам. Го имам на германски, ќе ви го дадам, не е. Да, австријски модел. Да, австријски модел. Не е манипулација, Насер, извини. Извини, тоа е твоја политика. Вие може да ме прашате дали е манипулација. Вие тврдите дека е манипулација, но ворете. Во Австрија се субвенционира предуги за да ја покажат, за да ја зголемат, за да го зголемат квалитетот. Обука на новинари, за дописници. Вие предлагате владине реклами. Океј. Завршивте со прашањето. Завршивте со прашањето. Благодарам. Значи, во Австрија постои специјален закон кој што се однесува на финансирање на јавни реклами, кој што очигледно вие не сте го виделе.
Јас стоам на располагање деновиве да ви го доставам да го погледнете. Разликата, само момент, извинете, да се докажам, разликата, господине Салмани, помеѓу тој закон и законот кој што ние го дадовме како предлог, е тоа што австрискиот закон е многу полиберален и многу повеќе слобода им остава на државните институции да одлучуваат за Гласуваат очекувања. Ке ми оставите да одговорам, господин Салмани? Добро, окей, можете да се кандидирате на следниви избори за пратеник, ќе дебатираме слободно, но Кандидирам и избор. јас те повикувам, значи јавно го повикувам на господинот Насер Салмани да се кандидира за пратеник, конечно да му се оствари желбата да стане политичар. Мислам на вистина. Добре, да, повелете, ајде да се вратиме на сериозни теми, повелете. Можете да седнете да разговарате за медиумите, бидејќи по некои медиуми имаше информации дека веќе партиите не ќе да разговараат. Да, имаме контакти на дневна база, контактираме и кога е тука и кога не е тука, господинот Ван Хојте, тоа не е проблем. Имаме контакти со партии. А уште има некое битно или да завршим? Разјасниме само. Ван Хаут имаше серија средби со новинари, со новинарски асоциации, со здруженија. Океј. Мира, монопол врз политика и монопол врз новинарство никој не може да има. Во Македонија има многу асоциации. Ако се бориме за департизација на медиумите, не може да држи предлогот 20 уредници 100 дена пред избори. Значи, пак ќе кажам, тоа размислување е во насока да се излезе во пресрет на барањето на СДСМ за да имаат доверба и за да партиципираат во процес. Тоа, инаку, постојат многу асоциации на новинари на медиуми во Република Македонија и мора да има плурализам во тоа.